Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем за ова кривично дело за кое е предвидена казна затвор од 1 до 5 години. Пратеникот Антонио Милошовски го пријавил државниот секретар во Министерството за култура Валмир Азири, кој вчера на Фејсбук пише дека Милошовски е антиалбанец и дека заслужува повеќе. Мина времето на продавачите на магла. Новите генерации албанци ќе им ги скршат рацете и нозете на сите што ќе се обидат да ги омаловажуваат албанците. Додава Азири во вчерашниот Facebook статус напишан по собраниските инциденти меѓу опозицијските пратеници и председателот на Комисијата за европски прашања Арбер Адеми. Пратениците од ВМРО ДПМН од предвладата побараа разрешување на Азири. Му доставија и писмо на премиерот Ковачевски. Сериозноста на овој инцидент, а и траорноста на вчерашниот ден за демократијата во Република Македонија, дојдовме и лично го поднесовме барањето за остра реакција од председателот на владата господинот Димитар Ковачевски, од кој што се бара брза реакција, бидејќи само на тој начин ќе покаже дека е противник на повиците за физичко насилство врз народните избраници и ќе упати силна порака до сите дека ова повеќе не смее да се повтори. Телма успеа да стапи во контакт со Азири. Во телефонскиот разговор ни рече дека Facebook статусот не е добро разбран, дека не повикувал да се кршат раце и нозе ниту на Милошовски, ниту на други македонци. Тоа е целосно недоразбирање. Статусот е изваден од контекст. Кршењето на раце и нозе нема врска со Антонио Милошовски. Има запирка меѓу двете реченици. Тоа е всушност политичка изјава. Каде гледате ксенофобични и расистички работи? Ниту напоменувам луѓе, ниту нација, ниту етникум. Ништо. Дека Антонио Милошовски е антиалбанец не сум кажал само јас. Со тоа заслужува повеќе. Мислев да се докаже дека тој е вистински антиалбанец. Арбер требаше вербално да докаже дека тој е антиалбанец. Од МВР велат дека го расчистуваат случајот. Денеска АМ во полициска станица поднесе пријава против ВА. СВР Скопје во координација со обвинителството превзема мерки за расчистување на случајот. Спорниот Facebook статус денеска го немаше повеќе на профилот на Азири. Тој тврди дека некој го пријавил и дека од Facebook го избришале.